Неопходен е тој дел, како што видовме, и од третиот елемент во првиот дел од светилиштето, светилникот, неопходен, како што е неопходно вежбањето, физичката активност во нашиот физички живот, така и во нашиот духовен живот е неопходно сведочењето, работењето, службата за Бога. Јас и изутринава кажав, е поттикнат од Павле. Павле навистина ни е пример за тоа, дека да, не сме целосно пасивни, има активност во нашите редови, но некако тоа е повеќе од позадина. Не сме некако истурени таму надвор, каде што треба да одиме, како што вели налогот, или поидете. Но ќе даде Господ. Сега ќе ви текне на еден пример, што неодамна беше презентиран на некого посебно, може и му текне, ќе започнам вечерва со тој пример. Тоа саботно утро за пасторот Г било забрзано. Тој се разбудил рано, подготувајќи се и за саботната школа и за проповедта, а истото попладне требало да води евангелизација. Значи, доста бурен саботен ден за еден пастор, и поука, и проповед, и евангелизација. Да, многу работна сабота. Ги изграбчил клучевите, истрчал низ вратата и поитал. Возел низ градскиот метеж, изнервиран, што имал толку многу луѓе надвор во сабота, наутро, поради што можеби ќе задосни во црква. Каде ли одат сите овие луѓе? И тогаш од никаде еден автомобил излетел пред него, тој нагло закочил и луто ја кренал тупаницата, викајќи му на возачот. Лут. Конечно, пасторот Г пристигнал во црква. Кога стигнал да ја држи поуката, значи уште при самата поука, првиот дел од службата, да, знаев дека тебе ќе ти текне, пошто знам дека ти коментираше току. Да, примерот од 12-та лекција од минатото тромесечие, зборувајте за него како беше лекцијата, да. Значи, кога стигнал во црква, кога станал да ја држи пуката, ги погледнал присутните во својата класа и погледот му запрел на едно познато лице. А тоа бил возачот на автомобилот на кога му се развикал пред само 20 минути. Да, сабота. Пред 20 минути. Значи и тој човек, за него непознат, пошто бил пријател, бил упатен кон црквата, кај што тој држал поука подоста. Подоцна, кога еден член на црквата му го представил возачот како неадвентист, значи како пријател кој дошол во посета на роднините, пасторот Г повторно сватил дека секој контакт со луѓето, и познати и непознати, треба да биде исполнет со љубовта што извира од трајниот однос со Бога. Никогаш не знаете како вашите постапки, особено како верник, можат да влијаат врз другите. Ова е една голема вистина. Нашите постапки, може би, еве сега, социјални мрежи едно друго, нашите коментари таму, нашиот однос кон луѓето таму и така натаму. Значи и овој пастор Г можел да биде било кој пастор X или Y, или било кој верник X или Y. И така да секој од нас може да се најде во една ваква ситуација, може денот така да му тргне од рано наутро, знаете, може не наспани, па обврски пред вас многу и така натаму, и да се изнервирате и да, не дај Боже, може да пцуете или да навредите некого. И еве, да ви се случи вакво нешто. Значи, ние сме на гледање на целата Вселена, драги браќи и сестри. И секогаш шириме влијание, дали позитивно или негативно. Секој од нас. Не сме ние изолирани. Живееме во општество, живееме во мало, во семејство, во црква и така натаму. И секој од нас може би ќе се сети на некој кикс свој, може би се уште ги има, едноставно живи луѓе сме, со своји слабости и така натаму, но факт е, да го прочитаме ова пак најдолу, што сватил пасторот, дека секој контакт со луѓето, и познати, и непознати, треба да биде исполнет со љубовта што извира од трајниот однос со Бога. Никогаш не знаете како нашите постапки, особено како верник или пастори, како и да е, можат да влијаат врз другите.
А верувате, тоа е најголемото сведоштво всушност за луѓето. Затоа што на луѓето веќе им е смачено, иако и самото општество и луѓето се такви, се повеќе се лаже, се манипулира, нема искреност и така натаму, меѓутоа сепак луѓето веќе им е преку глава од лаги, од сакаат да видат нешто искрено, нешто вистинско, нешто автентично, а ова не е автентичност. Значи, и некој се прашуваме зашто состојбата во црквата е таква каква што е, меѓутоа не е тоа некоја енигма, би рекол. Затоа што уште ако на почетокот во Дела апостолски читате, пред самото вознесување на Исуса што вели? Што им кажал Исус? Подоцна тоа ќе се оствари, нели, ќе се исполни после оние 10 дена поминати во горната соба. Во 1 глава 8 стих Дела апостолски се вели, Исус им вели, туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Значи, силата на Духот Свети, тоа е одговорот. Тоа е оно што недостасува во нашите животи, во животот на црквата и затоа ги нема вистинските ефекти. Значи, внимавајте, кога ќе ја примете силата на Духот Свети, тогаш ќе ми бидете сведоци. Тогаш сте автентични сведоци. Ние може би сведочиме на некој начин, меѓутоа што и како сведочиме и какви сведоци сме, тоа е прашање, затоа што вистински Божи сведоци или Јеховини сведоци, како да кажам, да се наречеме и ние, затоа што Јехова е тој, Бог, сме ако тоа го правиме и ако преку нас делува Духот Свети. И тогаш го имаме вистинското влијание. Црквата прави напори, не дека не прави. Еве, слава на Бога, ќе кажам, веројатно нема да бидам погрешно разбран, следете ме што зборувам, за да не погрешно разберете ли оние што ме гледаат преку интернет посебно. Еве, последниот напор со Терзин, навистина, имаше голем успех, како што слушнав, секаде беа полни салите. Но што понатаму е прашањето. Терзин си е експерт во својата област. И тоа како? И што велам јас велам дека да, он е интересен и за нас, ама пред се за луѓето надвор. Значи, оној спој што го прави, ако се сеќавате кога беше полна салата овде со доктор Иванов. Значи, луѓето немаа предрасуди тогаш да влезат. Јас тврдам дека Терзин и тука да беше, ќе беше полна салата. Значи, луѓето ќе дојдат да слушаат интересни теми. Меѓутоа, знаете, тоа е како што кажав, интересен спој на науката со Библијата, со Бога и тоа е некој премин, значи за да го заинтересираш надвор светскиот човек да малку нели се доближи до Библијата да го запознае Бога. Меѓутоа, сето тоа е, ја нема да кажам дека тоа е без дух, не, меѓутоа сето тоа делува на интелектот врз слушателите, на луѓето. За да делува на духот, тоа е веќе подоцнежен процес. После тоа, многу што треба да се направи, пак ќе кажам, ако фали она автентичност во црквата и кај луѓето, тогаш тешко. Затоа што Светиот Дух е оној кој што, мислам дека Ивана денеска коментираш во пуката, Светиот Дух е оној кој што ја врши таа работа, осведочува. Ти интелектуално можеш да бидеш осведочен од некоја тема. Интересна, научна, било каква, здравствена презентација и се. Меѓутоа духот е битен. Духот е битен да биде разбуден, духот да почнеш духовно да размислуваш и потоа самиот дух ќе ти бара духовна храна. Значи има разлика. Интелектуална храна, да го накраниш интелектот, што да, не е ништо тоа лошо, значи секојаш ние сме интелектуални битија, значи битно е, логиката е битна, да логички да размислуваш така натаму, па денеска имаме во пуката Павле, така се обидел со атињаните, така ли? Со логика, со филозофија, со на нивни терен, меѓутоа потоа сватил дека не е тоа, потребна е силата на Духот Свети. Значи можеш логички и со докази да му докажеш на некого дека тоа е вистина, може ќе прифати, може нема, може ќе дава отпор, и тоа Духот Свети оној кој што делува во срцето.
и кој што може да го повлече тој човек кон Бога. Ако тоа фали, онда тоа се само некои така спорадични напори и не велам дека не треба се прават, фала му на Бога, треба црквата да работи, меѓутоа она што највеќе фали е силата на Духот Свети. Се сеќавате, светилникот требало да свети и светел постојано, ама светилникот не може да свети без маслото. Постојан дотур на масло, нема шанси. И уште позначено ова што му фалело, нели, на овој пастор, или ајде, тој ден, може би, кикснал, е љубовта кон луѓето надвор. Меѓутоа со Духот Свети, како што вели Павле исто во Римјаните 5:5, ние ја примаме и таа божествена љубов. Стигот вели, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Така ја примаме и љубовта божествена, или тоа е тој Божји карактер. И односот наш ќе биде поинаков и таа љубов ќе не гони да сведочим, да им кажеме на луѓето за спасението и за Спасителот. Значи, не станува збор за енигма некоја, па да се прашуваме зошто, што треба да правиме, како треба да правиме. Не. Недостаток на сила на Духот Свети или Божјата сила. Тоа е. Ништо друго не е. Се прашам дали го спомнам ова, како енигма, вистинска енигма, што е. Ајде, ти ви ја поставам, ќе го спомнам сепак. Има доволно време, се надевам, па и ете така да бидам малку поинтересен. Имено, подолг период имав проблем со казанчето горе, слабо полнеше, знае Јани, слабо полнеше вода и ајде доне, кога обично ја носи Зорица, четврток, и да интервенира, да види што, како. И се обиде, меѓутоа веројатно не успеа и ајде, ќе купиме нов пловак. Купивме нов пловак. И го намести, све функционира, меѓутоа некои шумови, некои интересни шумови се слуша и ајде, свативме дека пошто го затваравме главниот вентил, па воздух, она, па заради тоа е сега, доека да излезе воздухот, знаете, притисокот доаѓа и така натака. Меѓутоа, тие шумови не престанаа, се станува се почести и ја почнав да се шегувам ова како да имам некоја жаба внатре во казанчето и си се бања тука, знаете, нема. Јас и Јани се навикнавме со текот на времето, помина, не знам колку, 2 недели може би одреден период. Тогаш, кога требаше го смени пловакот доне, чачкаше во тој еден вентил таму, меѓутоа излега го рачашка, па почнал да капе вентилот без да приметам и потоа кога појави, почна да се гледа вода, заради тоа морав пак да го викнам, ама меѓу другото да го среди вентилот, меѓу другото да го види пловакот, жабата да ја најдеме. И доаѓа сега овој четврток. Не, се извинувам, предходно дојде, предходниот четврток за да го среди вентилот и што направи тогаш? Мислам дека реши да го смени пловакот од овој стан на овој, така да направи рокада со пловаците, меѓутоа пак истото. И тогаш седнавме, викам, ајде, јас намерно купив по едно пиво, знам дека он сака пиво, секако безалкохолно, седнавме у кујна и сега ја му расправам до каков заклучок јас сум дошол. И сега не сум толку глуп, иако не сум ја мајстор за тие работи, седим и му викам вака, доне, ова е за мене енигма, ајде да видам ти ќе го сватиш ли. Го отворив капакот од казанчето. И гледам што се случува. Го затворив оној ек вентилот што е за казанчето, знаете. Специјално што вентил за водата што ја внесува казанчето. Го затворив ек вентилот и гледам дека понира водата, паѓа. Нивото на водата паѓа. И поради тоа се активира, пак внесува вода, нели, доста е осетлив пловакот, пап, и ќе затвори, ама
водата паѓа. А кај оди таа вода е прашањето. Зошто? Многу чудно. Водата мора да оди во казанчето. Меѓутоа јас ставив на секаде тоалетна хартија овака, низ целото казанче, да видам дали со око не се гледа. Нема, ништо не се намокри, ни тоалетна хартија, ни ништо. А водата понира некаде оди. Кај оди? Не може да оди во зидот, ќе покаже. Значи, кога тогаш ќе покаже. И ја му го кажувам и овака бледо ме гледа и веројатно мислиш ти не знаеш што зборуваш. Вака ме гледа и ништо. Океј, сега, овој четврток кога дојде, донесе некои два стари пловаци од кај него, ајде ќе го менјава, едни од некој бугарски, некој ваков, некој таков. Го става и тој и оној, и пак истата ситуација. И викам, ај сега, викам, затвори го вентилот, ајде гледај, викам, понира водата, паѓа. Кај оди таа вода? Не гледаме никаде. Ништо. И останува вака забесекнат. Вика, што е работа? Ја вакво нешто прв пат гледам. Викам, а ти ме правеше веројатно лут минатиот пат кога ти кажував. Затоа што стварно е енигматично, чудно. Што се случува? Кај оди таа вода, се враќа назад? Не е можно. Водата е под притисок, како може назад да се врати? И не може да се врати, затоа што водата треба да... Знаете каде е оној дел кај што се полни, значи на пловакот, така да не е до тоа ниво. И заради тоа го прави и тој шум, и денеска и со тој пловак. И тоа е енигмата, и му викам, Доне, сега ќе им кажеш на тие твоите колеги и другари, што си видел? Не, вика, како ќе им кажем, ќе ме направат лут. Никој не да ми верува. Ете, тоа е енигма. Меѓутоа, ова што се однесува до проблемот на црквата, зашто не е таква, зашто нема значи, нови членови или слабо, тоа се само спорадични случаеви, тоа не е енигма, браќи и сестри, тоа јасно е запишано и ни се кажува во Светото писмо. Во Дела 4 глава 20 стих Петар Јован, знаете во храмот, откако ќе го исцелат оној претходно хромиот, фатениот, и ги изнесуваат пред Синедронот и им забрануваат да не зборуваат, меѓутоа тие што велат 4:20 Дела, зашто ние не можеме да не зборуваме за оно што сме го видели и чуле. Не може да запрат, како Павле исто, во пулката денеска. Не може да замолчи. Тоа што го доживел, тоа е мокно, тоа е силно. И не можеш да молчиш, сакаш да го пренесеш, да ги запознаеш и другите со силата, со моќта Божја, со спасението. И Елен Вајд вели во Здравје и среќа, ништо не може да изврши толку силно влијание врз човечката душа како несебичниот живот. Најсилниот аргумент во полза на Евангелието е христијанинот кој е исполнет со љубов и кој умее да ја споделува со другите. Тоа е она светлење. Иако тоа е можеби тивок начин на сведочење преку нашиот карактер, тоа е повеќе одговара на солта. Знаете, оние стикови од Матеја, сега ќе ги видиме, да се подсетиме во неговата проповед на гората на блаженствата, ќе ги поминеме и низ книгата што почнавме да читаме. Матеј 5 глава од 13 до 16 вели, вие сте солта на земјата, но ако солта стане блудкава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Потоа вели, вие сте светлини на светот, 14 стих. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник и им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Значи, пред нас е огромна одговорност, браќи и сестри. Значи, ние треба да бидеме сол во овој свет. Денеска зборувавме и секој ден на вести читаме. Што се случува по светот? Син убива татко, не знам. Гледајте само оние семејни насилства, под десетина секој ден ги има. Откако малку повеќе обрнаа внимание после она самоубиство тука во Скопје. Хаос е, навистина. Меѓутоа, ние треба да бидеме сол. Солта е таа која што дава вкус. А јадете да видам блудкаво јадење без сол.
Без ич сол. На што ќе личи тоа? Ајде, некој сака малку по-несолено, некој посолено, јутоа без воопшто сол. Значи, солта е таа која што дава вкус. Ние сме тие кои што треба да покажеме пред светот нешто поинакво. Дел од божествениот карактер. Да нешто поинакво од тоа, значи затоа што, како што вели во второ послание до Тимотеј 3 глава, зошто ќе настанат тешки времења, зошто живееме во тешки времења и тие времења ќе станат уште потешки, затоа што луѓето се само живи, себични. Ние не треба да бидеме себични. Сребролюбци, ние не треба да бидеме такви. Самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети. Ова е совршен опис на денешното време. Безприродна љубов, значи извештачени, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви. И имаат, оние кои што имаат изглед само на побожност, а се одрекли од низината сила. Ја немаат силата на Духот Свети, ја немаат она автентичност, за да можат луѓето да не препознаат дека сме Христови, како што тоа го виделе кај апостолите. И кога веќе ја спомнавме солта, таа е таа кој што делува невидливо, значи тоа е нашиот живот, тоа е тој тивок сведок. А веќе светлината, таа делува видливо. Што е веќе тоа вербално изнесување, сведочење, проповедање на вистината, проповедање на Словото. Значи, солта исто нели се користи како што? Како конзерванс. Па сите сакаме кисела зелка, верувам дека никој не. И често знаеме да кажеме, мене ми се расипа нешто зелката и овој другиот ти му каже, не си ставил доволно сол, веројатно. Или, ајде сега малку е тешко овие години, благи се зимите и да. Но солта е многу битна, секако, значи, конзерванс. Солта е она кое што одржува нешто да не се расипе. Значи, во овој расипан свет, ние сме тие кои што треба да, како беше еден цитат од Елен Вајт, значи мнозина денеска не сваќаат дека заради малкуте Божии слуги и праведници, па Господ штити цели градови и области или така натаму, па и целата земја се уште. И се уште не се пуштени оние ветришта, 4 ангели. Како случајот нели со Содом и Аврам. Така да ние сме тие кои што треба да го одржуваме светот се уште во некоја, значи да не се дорасипе. Значи тоа е навистина огромна одговорност. Ако ние станеме како светот, ако ние облуткавиме, тогаш како што вели овде стихот, не сме за ништо, значи се фрла таа сол, се фрлала тогаш по улиците за да се гази. Значи едноставно била згодна за патиштата. Матеј 5:16, значи така нека свети вашата светлина пред луѓето за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко. Клучен момент исто. Значи преку нашите дела, преку нашиот живот, луѓето да го прослават Бога. Не сме ние тука во фокусот. Бог е тој. Наша задача е да ги доведеме луѓето кај Бога. Не само во црква, него кај Бога. Знаеме дека вистинската светлина тоа е Бог, Исус е светлината, како што е напишено во првата глава од Јован, а ние сме само сведоци на светлината, или да, како што вели на друго место Библијата, дека и црквата, и ние сме светлината, ама во тој смисол одразувајќи ја Божјата светлина, значи Божиот карактер, затоа што Бог е светлината, вистинската светлина која што го осветлува секој човек, доаѓаше во светот, како што вели во Јован 1:9, а за Јован Крстител во претходните стикови 6, 7 и 8 се вели, се јави човек испратен од Бога по име Јован, тој дојде за сведоштво, за да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината, многу јасно кажува и 8 стих. Така и ние. Значи, црквата е таа која што треба да ја рефлектира светлината.
И оној стих кој што и минатиот пат мислам дека го цитирав, Филипијаните 2:15, за да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божи чеда, значи среде овој опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот. Значи ние како црква, како верници треба да бидеме сушта разлика од светот. И така ќе можат луѓето многу лесно да видат. Да ја видат, да ја согледаат разликата и да сватат дека тука има нешто, тука делува нешто, тука делува некоја надприродна сила. Не е едноставно, замисли си, еве денеска го спомнавме Коринт. Следната лекција исто е многу моќна за крстот, прва глава. Соблазна за едните, за другите, како беше? Соблазна и безумие, безумство. За грците, за незнабожците безумство, а за јудејците соблазна. Павле отишел да го проповеда и крстот, како што вели тамо, ја не сакам ништо друго да знам, освен Христос, и тоа Христос расматија, значи крстот бил во фокусот. Да го проповеда крстот во еден Коринт. Да проповеда за жртва, за самопожртвуван живот и така натаму, во еден Коринт, во еден разуздан град. И навистина било тешко. Ми текнува како Исус од Назарет. Што добро може да дојде од Назарет, знаете, значи Назарет бил исто озогласен во свое време. И меѓутоа Исус живеел и опстанал во еден таков град, затоа што е светлината. Можеме и ние, да, факт е дека тие влијанија се силни. Знам дека ако беше Андри тука и ти кажеше нешто, ќе ми реплицираше, дека треба на село и така натаму, да, тоа си има свое место, меѓутоа, ако сме со Бога, ние можеме да обстанеме во било каква средина. Такви примери гледаме, значи самиот Исус е пример. Еве, Павле во Коринт постигнал успех, ќе видиме, еве, на почеток сме на ова тромесечие и нова поука, иако самата црква и тоа како денеска не спомнатме била многу проблематична. Имало многу проблеми како и секоја црква и денес, меѓутоа тоа е предизвикот денес да светлиме, а светлината е сосема поразлична од темнината, се разбира, и тоа да светлиме постојано, како што оној светилник бил единственото средство за да се осветли светилиштето, пошто нели било без прозорци, затворено цело, така и ние среде овој опак род, во оваа темнина во која што живееме, треба да светлиме. И како ќе светлиме, и која е логиката ако, ајде сега ние можеме не можеме да сватиме во денешно време, модерно време живееме, ама и еве денеска светилките зашто се ставаат горе на таван, зашто не се ставаат доле на под? Па најубаво ќе не осветли од озгоре, значи треба горе, високо да биде. Или, како што е спомнато овде во стиховите, видите светлината светот град кој лежи на рид не може да се скрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило. Пример, валјда имате по некоја свеќа дома, во случај ако нема струја, некојаш подолго време, и кога ќе снема струја, веднаш трчате свеќата, да најдете, односто добра, сега има и телефони, и свашта има денеска, но и сега може да мислите сцена, ќе запалите свеќа и вака ќе си ја криете. Само за вас, на вас да ви се гледа. Не, веднаш некој ќе реагира во семејството, стави ја најгоре тука на светилникот, значи на масата најгоре, за да може да се осветли цела соба. Да гледаме, да, и тоа може да се случи, да гледаме, значи, кај се движиме, што правиме, значи, така да, малку е, може чудно да осватиме овој момент, ние се сеќавам на времето, кои години беа тоа, имаше страшни некои проблеми таму по Свети Николе со таа трафостаница, па да ви кажам, луѓе, па скоро секој ден снемуваше струја по неколку сати, немаше, секој ден, и то долг период, можда месец дена, доека да ја опра, тоа еше страшно. Излегуваш во град и одеднаш све се гаси, нема нигде светло. Мрак. Како живееле старите наши, значи, ете тоа е. И тоа ете се обидувам некој да го доближам оно што овде го кажал Матеј. Значи, највисоко се става светилката, да видат сите.
И ние ако се криеме, ако седиме тука и ако се криеме, на кого ќе светлиме, на кого можеме да му укажеме на светлината, да сведочиме за светлината, како ќе можеме да сведочиме? Ајде, нема уште многу време. Ја ви прочитам на крајот овие неколку цитати. Вели Библиско ехо, февруари 15, 1892 година, на списание. Солта која спасува, вкусот на христијанинот е Христовата љубов во срцето. Христовата праведност која ја проникнува душата. Потоа вели во Христови параболи, 340 страна. Карактерот е сила. Тивкото сведочење на верниот, несебичен, побожен живот, шири речиси непреодоливо влијание. Најскромните и најсиромашните Исусови ученици можат да им бидат на благослов на другите. Може би и нема да бидат свесни дека прават некое посебно добро, но со своето несвесно влијание ќе потникнат бранови на благослови што ќе се шират и продлабочуваат. И се до денот на конечната пресметка, тие нема ни да знаат за нивните благословени последици. Ова, повеќе се овие цитати во подкрепа на тоа за солта. Еве еден друг цитат од 4-то сведоштво. Влијанието на правилниот и побожен живот не е можно да се процени, бидејќи го надминува непосредниот круг на семејството, роднините и пријателите, ширејќи ја светлината која придонесува за придобивање на души за Христа. И сега ќе прочитаме малку подолг одсек дел од 9-то сведоштво од Елен Вајт под наслов Една импресивна сцена. Да видиме какво видение што видела, дали беше сон или видение, сега ќе видиме. Видение, да. Во ноќно видение пред моите очи се одвиваше една мощна возбудлива сцена. Видов како една огромна огнена топка падна меѓу некои прекрасни големи куќи и за момент ги уништи. Значи, гледа некоја несреќа. Слушнав како некој кажа, знаеме дека Божите казни ќе ја снајдат земјата, но не знаеме дека тоа ќе биде толку брзо. Други соочени гласови говореа, вие знаевте, зашто тогаш не ни кажавте? Ние не знаевме. Од сите страни слушнав слични зборови на префрлање. Се разбудив со голема болка и повторно заспав. Како да се наоѓав на некој голем собор. Значи, сепак е ова видение во сон. Сон, на некој начин. Се наоѓав на некој голем собор, една авторитетна личност им зборуваше на присутните пред кои беше распространета географска карта на светот. Тој рече дека картата го представува Божјото лозие, полето за работа, кое мора да се обработува. Секој поединец кој е осветлен со небесна светлина, должен е таа светлост да ја пренесува и на другите. На многу места треба да се запалат светилки, на чиј пламен ќе се запалат нови светилки. И тоа е таа колективна одговорност на некој начин, што ја имаме ние како црква. Значи, за да се осветли градот, нормално не можете со една светлина. Тоа може само сонцето, ама тоа е веќе ден. Меѓутоа, ноќе, во темно, мора да имате многу светилки за да го осветлите градот. Или па земјата, како што овде вели Елен Вајт. Повеќе пати беа повторени зборовите. Вие сте солта на земјата. Сега ги цитирам овие стихови, да не ги повторам пак од Матеј 5, 13, 16. Значи, солта на земјата, вие сте светлина. Видов како од градовите и селата, ниските и високите места на земјата се појавуваат снопови светлина. Божјата реч беше прифатена и како резултат на тоа се појавуваат споменици за него во сите градови и села. Неговата вистина беше објавена широм светот. Една убава слика. Гледа, меѓутоа, потоа вели таа карта беше одстранета и на нејзино беше место ставена друга карта. Што видела на другата карта. На неја се гледаше како светлината свети само од неколку места. Многу ретко, ваму, таму.
Останатиот свет беше целосно во темнина, во која само понекаде трепери светлина. Оној кој не поучуваше рече, значи она авторитативна личност, што рекол, овој мрак е последица на тоа што некои одат по својот собствен пат. А чијесто задача беше да бидат виделина на светот. И сега кажува од прилика проблеми, зошто се такви, свртени кон себе и така натаму, тие негуваат наследени и стекнати склонности кон злото, како и сите ние, сомнежите, пронаоѓањето на туѓи грешки, обвинувања, препукувања и така натаму, тие ги направија главни занимања во својот живот. Нивните срца не се исправни пред Бога, тие својата светлина ја ставија под поклопец. Значи, а тоа обично така бива. Ако црквата не е насочена на надвор, повеќе на мисијата, ќе се затвори во себе и нема што да се прави, ќе почнат препукувања, овој ваков, оној онаков, ајде нешто да скратиме, нешто овака, нешто онака, и така натаму, и така натаму. Нешто нема да ни биде по волја, едниот вака вика, другиот онака вика и се занимаваме, како што вели Даг Бачаров во која негова книга беше тоа. Вика, ќе знаете дека сте во поделена црква, кога вика, верници се расправат за тоа која боја да бил тепихот, не знам, ова, ситници, значи, глупости да не кажам. И припукување за глупости. Место да работиме, место да се одзвиеме на налогот за кој што и сме повикани да го запознаеме светот со скорешните кризи и скорешното Христово доаѓање. Кога секој Христов војник бија извршувал својата должност, Христовиот војник, стихот последниот што го читавме, бија извршувал својата должност, а која беше должност, се сеќавате како беше цитатот? Оној кој што е во војна служба, дали се занимава, вика, со световни работи? Не. Тоа е исклучено тоа. Тоа е во служба. И ги слуша командите. Ние сме Христови војници. Господ ни дал налог, ни кажал што да правиме. Оставете во светот. Оставете ги проблеми. Сите имаме ние проблеми и ова и она, не потиснуваат некои работи, не пречат и тоа како, значи, ѓаволот на сите ќе ни најде нешто. Верувате дека на сите ќе ни најде нешто да не го закупира времето и ова и она, да не одвлече од она вистинското кое што треба да го правиме. И да посветиме внимание на себе, на својот карактер прво, а и да посветиме внимание на некој друг. Значи, да го однесеме словото. Ѓаволот е изворедно си ја знае својата работа. И постојано може да одлагаме, да викаме сега, може да сум у некој кризен период или не знам, ајде да помине тоа, ајде ова, ајде ќе исплатам кредит, па ова, па пример сега кажувам, значи нафрлам. Постојано нешто и кога утре, кога тоа ќе биде утре. Може нема да дојде никојаш. Значи, кога секој Христов војник би извршил својата должност, кога секој стражар на зидовите на Сион би трубел со разбирлив звук, светот одамна ќе беше опоменат. Меѓутоа, делото со години заостанува. Доека луѓето спиеа, сатаната не претекна. Ова што го кажувам. Сатаната си ја врши работата, ни ора, ни копа, како беше. Она наша поговорка. Ѓаволот. Значи, ни ора, ни копа, не е зафатен он со никакви земјоделски активности или било што, он си ја знае работата и си ја врши. А ние што правиме? Тоа е прашање. Продолжува понатаму, вели, подпирајќи се на Бога, да се трудиме непрестајно да напредуваме во несебичното вршење на Неговото дело, понизно и со чувство на постојана зависност од Него, да се довериме себе си својата сегашност и иднина на Неговото мудро провидение, држејќи се за довербата што ја имавме на почетокот непоколебливо до крај, имајќи на ум дека небесните благослови ги примаме не затоа што сме достојни, туку поради Христовите заслуги и затоа што со вера во Него ја примевме Божјата изобилна благодат. 9 сведоштво, 28 и 29 страна. Значи, мора да коленичиме, мора да молиме за Свети Дух, за силата на Светиот Дух. А предходно, сега ми текнува на тој момент, оние 10 дена, што се сменило кај апостолите? Знаете, па и вчера читавме. Што се сменило кај апостолите за тие 10 дена? Па го примиле Духот Свети.
Предходно се расправа кој е најголем, кој ќе биде прв, кој е ова, кој е повторно оние работи, сега се враќаме. Препукувања, завидлък, што викаме ние таму. И така натаму. Место да се гледаме еден друг поголем од себе, да се укажуваме чест и така натаму, сето тоа постоело кај апостолите. И тие 10 дена, тие се преиспитале длабоко, се извиниле еден на друг, се помириле, станале како едно. И тогаш го примиле Духот Свети, колективно, мислам, како тело. Значи, тоа е, знаем и од цитатите на Елен Вајт, тоа е практично невозможно, може би во наше време, во црквата нема сите да го примат, и тоа еве примерот со апостолите е навистина убав. И потоа, веднаш гледате втора глава, таму Петар, неговата проповед, па 3000, па потоа 5000, па усписи неверојатни, го свртале светот за кратко време со средствата што ги имале тогаш, а немале многу, за разлика од денес, во современо, модерно време, кај што имаме се нешто на располагање. И да го повторам, значи, оној стих од Дела 1.8, ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Значи од Ерусалим, како што видовме денес, Павле исто така почнал од своите, за подоцна да шири и на надвор. И Матеј 28, 19 и 20, налогот, нешто слично како што во видение Исус му се јавил на Павле за да го охрабри во Коринт, Исус им кажува и на апостолите и на нас денес, така одете, одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И на крајот охрабрувањето. Не сте сами во тоа. Не плашете се. Може ќе имате и вакви и такви искуства. Секакви луѓе има и секакви искуства може да доживеете. Но и еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Не бојте се. Јас сум со вас, тоа е моје дело денеска, мислам дека Љубица коментираше од тој правец. Тоа е Божје дело, Бог ќе си го заврши, меѓутоа е многу битно да ние бидеме дел од тоа, затоа што ако не сме, значи едноставно е нездраво да го немаме тој дел во нашиот живот. Не е здраво за нашиот духовен живот, духовно здравје, ако може би само проучуваме Библија или само се молиме, како што се велеше онаа поговорка за монасите, знаете, издвоени од свет и таму. Нема на кого да сведочат таму они. Само се молат. Ама тој што само се моли, вика еден ден ќе престане да се моли. Не може ни само молитва, не може ни само проучување. Ако ги имате и тие два дела, Библијата, проучување, секојдневно, таа мана се сеќавате, треба да собираме секој утро, молитвата, тогаш е невозможно е да го нема и третиот момент, сведоштвото. Значи, она што сте го примиле, сте го наполниле духот, сега сакате да го споделите со некој, да го зарадувате некого, да го охрабрите. Така да неопходно е и да светлиме. Нека Господ ни помогне во тој правец. Амин.